Прво поздрав до сите новинари, поздрав од Букурешт. Вака, моје мислење е дека овие надпревари последните два што ги изигравме е една добра увертира за европското првенство. Мислам дека одигравме добри надпревари. Знаеме дека се пријателски, но посебно последниот надпревар против Казахстан, каде што победивме со 4:0, мислам дека ќе ни помогне за нашата самодоверба, за тоа како ќе одиграме на првите надпревари на европското и мислам дека одработивме многу добар дел во овие две недели што сме заедно. Па според мене било кој противник да беше во како прв надпревар, дали Украина, дали и Холандија, мислам дека секој надпревар е тежок и е еден голем предизвик за нас, затоа што сме ние прв пат на вакво големо надпреварување, но нема да се оптеретуваме многу со претходните надпревари. Австрија не победи на последните два надпревари, но мислам дека е ова нов меч, нов ден, така да на тие надпревари не мислиме само да ги извлечеме грешките што сме ги направиле и да се подобриме и да се подготвиме максимално колку што можеме да го добиеме тој надпревар. Па секако мене најмногу што ми е единствена работа што ми е криво е дека нема да бидат полни стадионите на ова европско надпреварување. Дебютирав против Австрија, кога изгубивме 2:1 во Виена, тогаш имаше 50.000 публика или 60, не знам колку е нивниот стадион, и тоа за мене беше едно фантастично искуство. Штета што сега нема да го доживееме тоа да бидат полни стадионите, но добро е што ќе има публика и што ќе има одреден број процент на навивачи и се очекуваме максимална поддршка од нашите навивачи. Знаеме дека ќе бидат во помал број, но знаеме дека се најверни и најгласни, така да секој навивач ќе ни биде добреден и потребен. Ова репрезентација има голем напредок од тие надпревари и од поразот дома и од кај нив од Виена. После тие надпревари одигравме многу психолошки надпревари, како што се надпреварот со Косово и со Грузија, кои беа одлучувачки, и мислам дека со такви надпревари кои ги победивме, ова репрезентација расте и самодовербата кај сите играчи и кај стручниот штаб, кај сите и кај навивачите, и мислам дека напредокот е стварно голем за оваа репрезентација. Па според мене е добро тоа што не сметаат за аутсайдери. Нека не сметаат, со тоа нема никаков проблем. Мислам дека со таквото сметање ќе бидеме повеќе растеретени, повеќе опуштени и притисокот е помал, според мене, на наш грб, отколку на тие репрезентации што играме против нив, затоа што секоја репрезентација се смета за фаворит против нас, така да мислам дека тоа можеме многу добро да го искористиме. Па прво мислам дека сме добро физички подготвени. Овие две недели се спремивме многу добро. Селекторот има на располагање 26 играчи, така да мислам дека може добро да се изротира во случај ако некој не може, имаме доволно играчи. Секако имаме многу квалитетен состав, играчи кои играат во топ 5 лиги, така да мислам дека тоа за нив нема да представува никаков проблем. Првиот надпревар би значил, успехот би бил доколку победиме. Мислам дека се отвараат вратите кон осмина финале, затоа што одат две репрезентации и 4 најдобро трето пласирани. И мислам дека со една победа сме практично во осмина финале, така да мислам дека тоа би било многу добро дојдено за нас и многу голем успех.